почитуван викарен епископ господин Јаков, почитувани представници на Советот на општина Струмица, почитувани пратеници, почитуван господин Киро Донев, иницијатор за формирање на Сдруженијето Средби под јаворите Видое Подгорец, почитувани гости, почитувани професори, научници од Македонија и од околните земји, почитувани медиуми. Ви посакувам искрено и топло добре дојде во Струмица на отворањето на 4-тиот меѓународен научен симпозиум во организација на Сдруженијето на граѓани Средби под јаворите Видое Подгорец, кое 22 години го чува и негува ликот и делото на најплодниот македонски писател Видое Подгорец. Во годината во која одбележуваме 90 години од раѓањето на големиот подбеласички исполин, го организираме овој научен симпозиум со надеж дека, расслојувајќи го Подгорец, ќе дојдеме до книжевните топоси врз кои почива неговата книжевна актива, а се нераскинлив дел од локалниот културно-туристички пејзаж на Струмица и околината. Со цел да направиме поврзување на книжевноста и културно-туристичкиот потенцијал на градот, се исправивме пред предизвикот во книжевноста да ги побараме крајпатните знаци, кои авторите родени тука ги оставале кога само физички го напуштале родниот крај. Но мислата нивна докрај останала да се напојува од изворите на местото на кое таа истата пуштила николци. Да се биде жител во полите на големата, плодна, зелена и мицка Беласица, да се биде современик и да се учи од делото на Видое Подгорец, би требало да биде добар предуслов да се разбуди нашата свест дека и Подгорец и Беласица се две богати паралелни нарации на една прекрасна приказна за книжевноста, за уметноста и воопшто за културата на Струмица. Лулката на светоградбите во Велјуса, Водоча, Банско, светите 15 тивриополски свештеномаченици и планината, костурницата на страдалниците во Беласичката битка. Сите тие имаат своји прототипови во книжевноста. 4-тиот меѓународен научен симпозиум е дел од проектот Локалните културни обележја како топоси во книжевноста за деца, поддржан од општина Струмица преку програмата Г1. Резултатите од реализацијата на овој проект секако се откривање и презентирање на нови научни сознанија за локалните културни обележја застапени во книжевноста. А книжевноста за деца представува основа за потврдување на тезата дека токму локалните културно-историски обележја препознатливи за струмичкиот регион можат да бидат во функција на развој на сеопштата култура на градот. Придобивките од реализацијата се поливалентни. Од една страна ги детектираат и им даваат поголема видливост на малите локални културно-историски средини кои со самото тоа што се вкоричени во книжевно дело добиваат статус на трајност. Со тоа, сакаме да поттикнеме позитивна промена на колективната свест за моќта на книжевноста во насока на зачувување и популаризација на културното наследство преку книжевноста како медиум. Културниот туризам и книжевноста недвосмислено се наоѓаат на мапата на интерес на истражувачите и научниците кои од стручен и научен аспект се занимаваат со проучување на врската меѓу книжевноста и материјалното културно наследство. Такви примери во македонската книжевност има многу. Еден од нив е токму Видое Подгорец. Наша цел е повторно да ги реафирмираме делата на овој голем писател, но и местата што тој ги опишал и опеал во своето творештво. На тој начин би го свртеле вниманието на стручната, но и пошироката јавност за неисцрпното културно наследство на струмичкиот регион и би го ставиле повисоко на мапата места за посета и истражување. Културното наследство, почитувани, не се само древните населби, етнографските резервати, историските споменици, објектите, тврдините.
како материјално наследство, тука и нематеријалната култура која што е многу богата. Тоа е нашиот јазик, традицијата и секако големата книжевна оставнина на писателите кои што потекнуваат од малите микрорегиони. Патувањата како императив на современиот човек не се сведуваат само на хедонистичко восприемање на материјалното богатство, туку многу повеќе на духовните вредности што ги поседува местото, што го привлекло окото на патникот. И туризмот, и книжевноста, почитувани, имаат хуманистичка димензија. Нашето здружение секоја година во деновите пред и за време на роденденот на Видое Подгорец, 6, 7 и 8 јуни, ја организира меѓународната литературна манифестација Средби под јаворите Видое Подгорец, на која во Струмица и во Колешино доаѓаат повеќе од 200 ученици и наставници од земјата и околните држави. Училиштето во Колешино, кое што го носи името на великанот, станува отворена сцена под Беласица, на која одекнува гласот на Подгорец. Таму, неговата мисла се оплодува на илјадници новородени зборови, кои што децата си ги пренесуваат и си ги понесуваат како амајлии. Таму, под водотеците на Беласица, во бродчиња од хартија пловат искрените и потајни желби, напишани од нежните детски раце, а посакани од нивните искрени срца. Ете, затоа, почитувани, нашето здружение со години ги гради мостовите меѓу двете општини. Оти политичките решенија ја поделија некогашната општина Струмица на повеќе помали локални заедници, но книжевноста не познава и не признава исцртани граници. Беласица во делото на Подгорец не е ниту на Струмица, ниту на Новосело. Таа е наша, ни припаѓа на сите, така како што ни припаѓаат црквите, манастирите, изворите, водопадите, јаворите. Затоа, ако Подгорец ја устоличил планината во своето дело, ја издигнал на ниво на символ, тогаш наше е да ја заштитиме и таква да ја оставиме во наследство на генерациите по нас. Од страна на Република Бугарија Беласица е прогласена за парк на природата, а во Република Грција национален парк. Таа премногу ни дала за ние да ја оставиме во немилост. И на крајот, еднаш ти ветив дека ќе ти раскажам за Беласица, за планината на моето детство, вели Подгорец во расказот Тагата на планината, за да продолжи. Не можев да ја понесам на своите гради огромната тага на планината, а се плашев да не ме обвини поради предавство, поради рамнодушност, дека целиот свој живот не мрднав ни со малиот прст да ја помогнам со нешто, да ја спасам од грубите насилства, да спасам барем едно делче од незината девственост, чистота и убавина. Едно делче, колку што е човечкото срце. А кога сите луѓе би помогнале само по толку колку што им се срцата, таа би била спасена, таа би воскреснала. Видое Подгорец, почитувани.